Господинот Виса Радеми е мој гостин, политички и економски аналитичар. Добро утро. Ја би сакал поише економиста, ама ајде. Да, ќе сакам да говориме за економијата, но бидејќи мораме малку да дадеме еден печат на вчерашниот ден и особено на завршните говори на лидерите на партиите, кои како го доживеа поразот, кои како го доживеа победата. Од сите политички партии 4, да речеме, да почнеме од тоа што вас ви оставим најмногу впечаток и кај СДС, како тоа го доживеа, и ВМРО ДПМН преку говорите. Па интересно е беше сликата на Ковачевски, премиерот во заминување. Таа слика ми изгледаше истовремено и многу трагична и многу инспиративна за мене, како млад човек, релативно млад човек. Трагична затоа што не видов таму ни еден функционер на СДС да стои зад Ковачевски и да каже дека одговорноста е колку негова, толку и нивна за не испорачување на тие резултати што ги ветува, или да кажеме програмските цели што ги ветува. Тоа не е баш многу добро за една државотворна партија, кои што они ностоп милуваат да кажуваат. Тоа е го оставија во бродот што тоне сам као кормилар. И тоа не е баш добро за идејата на партијата, пошто не покажува некоја мотивација за некои свежи луѓе, нова енергија да може да се занимаваат со политика. Ама од друга страна многу инспиративен, многу јак говор, затоа што Ковачевски многу, според мене, единствен ден кога беше така, да кажеме, државотворен, беше вечерта кога кажа дека најодговорни за овој резултат сме ние самите, СДС, не ги обвини нити албанците, нити социјалците, нити пензионерите, никого. И таму спомнаа неколку причини за таа работа. Сега колку фајди имат од тоа гласачите, тоа друго прашање. Ама навистина како човек кој што бил премиер 2 години, навистина ја целата одговорност и вина ја превзеде врз себе, што е многу нетипично за Македонија. Од оваа дистанца ние сме виделе луѓе да земат одговорност. Георгиевски неколку пати има таков излив на емоции, ама тоа е од дистанца на 2-3 години. Во тие негови аудио мемоари кажувал дека јас сум одговорен, пример немање на храброст со албанците да се справам, или Ристо Пенов, или Бранко Црвенковски околу приватизацијата. Ама тоа било постфестум, многу покасно од која падна. На самиот ден на избори, таа вечер, ја бајам колку што памтам и што држи меморијата, ни еден човек не кажал толку силно дека одговорноста и треба да се превземе во нивни плеќа и да биде чисто нивна, на никој друг. И значи, тоа треба да биде се обрати до своето раководство. Да, и покажа дека и него го оставија сами во тој дел, и тоа е многу јак говор. И тој говор треба да се запише негде за секој човек кој ќе изгуби утре избори, да може да го прочита дека почнува од индивидуалната одговорност, па после почнуваат тие другите одговорности. Крив ми е противникот, ми ги крадува изборите, така натаму. Што овој пат не го видовме и покажува некој вид на матурност на нашата нација со тие овие демократски процеси. Значи, ние одевме од убивања по избори до кражби, до конфликти, и сега влегуваме во една нова фаза каде што навистина човекот Македонија има доволно е матуриран да може да во ова ново време да запомни и вакви говори. Но сакаше да каже дека вината, бидејќи он говореше и за корупција, говореше Тачно. И за олигарси, и за непочитување на закон, за компромиси, за корупција и така натаму. Сите се овие ради што ние ги знаевме. Ама сега дали живеат тој некој балон кој што незнаење на вистината од реалноста. Тоа звучи малку како на Груевски, многу ножиња во грбот. Звучи тоа што го кажавте вие толку точно, колку што беше за јавноста, говорот беше за неговите, што го оставија сам. А мора да знаете дека Ковачевски дојде во партијата номиниран од некого без да ги освои гласовите на неговите сопартици, и тоа малце тоа е бреме што го држеше он цело време овие колку 2-3 години што беше на власт, така да не можеш да реформираш извршна власт без да имаш јака поддршка од партијата. И сега тој се го плати. Од другата страна беше победничкиот говор на Мицкоски. Па, еуфоричен, цело време се кара од дистанца со Дуи, што тоа не му е паметна работа, особено ако се знае дека е премиер во доаѓање и треба да има неколку приоритети што ја го чекаат. Инфлација, ценовни шокови,
корупција и така натаму, што е ендемска културолошка појава кај нас и не може да се реши со една година, но многу ми остави впечаток дека во првата вечер почна да зборува за апсење. Значи ние пак имаме изливи на емоции од едно време кој што не е многу далечно, барем го памтиме, за партија која што и беше партија држава партија на времето на Груевски, каде што партијата беше поважен фактор или повисоко него што беше со институциите. Треба да знае Мицкоски дека не апси партијата, него апсат судовите, полицијата и така натаму. И да има докази, и да има кривци, а верувам дека има многу во овој транзиционен период, треба да знае дека треба да ги почитуваат судовите, а не да прават листи по партиите и да почне линчувањето на луѓе кои што критичари на власт или луѓе кои што не ги гласале нив. Тоа треба да прекине во Македонија. Иначе ќе загубиме и таа млада популација која што ни остана тука. Треба да престане ова, ако немате непријател, да го креирате таквиот непријател, пошто имаме премногу работи што не очекуваат во полето на економијата. Навистина треба на овој народ да му се даде некоја перспектива, пошто таа конкурентна позиција ние ја губиме со тие државите во развој. Например, Србија, сега Косово и Албанија. Да не зборувам со тие развиените држави. Ние губиме, се стануваме слепо црево и на Балканот. И сега ако една партија пак се потруди да има политички реванжизам или да се фокусира на политичките прашања, а не на ова што гласаат граѓаните, а вие убаво рековте дека кај нас секогаш гласаат против, а не за, треба да им покаже на граѓаните дека еве ние имавме и една реформска агенда која што треба да имплементираат. Сега околу ДУИ, околу еден збор ќе кажам за нив, сумарно ако видиме, албанците гласа овие да заминат, а овие другите да не дојдат. За тоа сумарно. Овие да заминам што 22 години се на власт и навистина има милион афери и застарени лица кои што навистина не може да му дадат и да сакаат поише од што до сега му даде на просечниот граѓанин. Премногу стари лица, премногу луѓе кои што дојдоа млади, а излегува од политика со науча и со диоптрија, не може да не гледаат кога пишуваат нешто. Значи 30 години да бидеш во една партија, тоа е ептен многу. Ама од друга страна па имаше една коалиција која што дојде со еден памфлет, неколку цели што ја не ги разбрав ни како ќе ги имплементира тие цели. Едно време се слика со Албин Курти за да му подигне тој ДДВ, го викам ја, данок на вредност, политички вредноста со 18%. Сега го вреѓаат граѓанинот албанец со Христијан Мицовски дека ние сега ќе станеме власт, ајде не гласаш нас. Значи, тие 130.000 луѓе кои што се опозиционерски настроени од 2011 година, го вреѓаат, пошто кажуваат дека ако сме ние власт, сега полека ќе им дадеме на сите по нешто, за да може да не гласаат нас. Така да, од тој аспект, немање на политика, немање на програма, немање на визија, немање на нешто идеолошки, а само близкост до некој човек, Албин и Мицковски, ја не знам како тоа они ќе го преведат во програмски цели и активности. А ќе се формираат во партии или ќе останат коалиција? Кој е шеф сега таму, да речеме? Кој е лидер? Таму нема некој јак, според мен еден јак лидершип. Ако видиш од тоа што можеш да осетиш од слика, вака, вчера Таравари беше најмалце експониран човек. Има луѓе кои што ги добиле изборите во Чаири, во Тетово и се они слават, а го оставија Таравари да збори председателските избори таа ноќ кога требаше да излезе некој да каже, да признае дека ги изгубиле изборите. Што да добие повеќе од што Таравари, така? Креварењето тамо сега ќе почне. Во смисла на се кој е лидер, кој треба. А плюс, ако влезат во власта, ја дури сите вика дека ако изгубат влем, ако не влезат во власт, ќе се расторат. Јас сум можем од ретките што викам дека ако влезат во власт, они ќе се расторат, затоа што до сега, Љубиша, они избореле за првите места
за мене и за тебе како лидери на партии, уште не дошле во агенда вториот и третиот ешалон. Таму се како ќе ги распределиш нив, кој земал повише гласови, кој земал помалце, кој треба да биде директор на УЈП, кој треба да биде на царина, кој треба... Па министри, ќе се средат, може да бидат ти главните експоненти. Ама вториот, третиот ешалон, таму кај што их има велика, голема борба, како ќе се поделат. И тоа ќе почне карање, се надевам и пожелам да нема, ама гледајќи ја таа слика вчера, натупани во тето анемање во гости во Релей, тоа покажува дека има еден раздор таму и немање на многу цврст лидершип, што е за демократијата добро, ама во овој процес, како што е на вињата Македонија на јаки лидери, ќе покажува слабост. Добро, тоа што значи за тој што ќе води државата и владата? Тоа за мицкорски, за национално ориентирани, патриотски, да не кажам некој погруб збор, тоа е одлична комбинација да земеш човек кој што може нема големи претензии да има јаки стратешки министерства, ама доволно е да биде на власт, за да може да го сруши режимот на Али Ахмети, како што вика Тони. Тоаш опозиција од утре, бидејќи СДС практички нема, ќе биде ДУИ. Тачно, да. Сега више ДУИ покажа непријатни и у власт, кога имаме непријатни кога е тоа е како не да укаде. Боле како се вика, тоа тешко мени са тоа, ми уште без тема. Така да види ДУИ, ја кажав и Песка кога зборевме, ДУИ не се више тие лошите момчиња од планина кои што ги чекаат позади врата некој да ги земе. ДУИ се 25 години на власт, направиле капацитети, ресурси, и човечки, и финансиски, и логистички. Значи, во институциите, нив не можеш да ги избегнеш, затоа што они имаат од помлад соработник, административец, до ДБК службите. По целата вертикала ти имаш луѓе на ДУИ што биле носечки дел на ова држава, заедно со ВМРО или со СДС, било која партија. Така да не се тие од 2002 година што не знаеа, што бара, чекаа зад врата, некој да ги земе, па ќе ти качи или дадеме нешто, више ти имаат претензии, имаат капацитети, имаат направено искуство во целото. И дојде до капиталот, значи до ресурсите. Па ја кажав, да, и до капитал и ресурси. Не, и овие другите преку општините имаат капитал, ама човечкиот ресурс го имаат ДУИ. И замисли да си во една позиција, во една власт, каде што ти покушаваш да имплементираш нешто, а другите да те опонира или да те бойкотира. Значи сега за ДУИ е добро да остане во опозиција, од тој аспект. Ја да сум ДУИ, ја да сум Али Ахмети, ја не би влегол по ниједна цена. Не идам ја во свадба каде што не сум поканет или не добро дојден. А тоа го покажува Мицковски во секоја појава во јавноста. Значи, ја не сакам по секоја цена. Прва работа е, ќе ми избегаат сите тие луѓе што до сега биле околу, како свилен гајтан околу вратот. Значи, по интерес, заради некакви, дали бизнес интереси, дали... А подобра позиција е опозиција, бидејќи ќе го остави на чистина влен, да видат како ќе се... Па нека направи влен власта, јас прво ќе ми избегнат овие што одат секојаш по власт. Луѓе кои што до сега биле на трет на партијата, искрено кажано. Затоа што заради нив партијата паднала од 152.000 на колку е сега како... Таму има клиентелистички. Клиентелистички, да. Втора работа, ќе се случи таа појавата на ваморизација на ДУИ. Значи, ако ние 8 години видовме слаб СДС, радикална ВМРО, и исто така, со тој радикален ВМРО, сега ќе имаме контраефект, радикална или зголемување на ДУИ. И оваа власт, најмалце кажана, нема да биде стабилна. А најпозитивна опција на ВМРО е да ги тера овие 4 години, ама нема да има ваков ДУИ никогаш. Ќе има радикален, по-национално настроен, по-јак во смисла на избори. Така да ќе имаат и голем... А Влен со неговиот национализам ќе го спушти заради тоа што ќе биде власт? Ја не власт? мислам дека Влен има, не знам како видовте национализмот на Влен. Па имаше некои од програмите, многу косовски релации, издржување на универзитетите, албански, од регионализацијата, како да се
така. Ја не видов нешто таму што ни звучи. програма, ни ништо. Океј, Може ајде да е кажем. старата програма од Беса, не знам, може да е сега направена за... Може, да ја не видов Но и програма. тие бара избор во собрание, председател, па 20%. Ама не е албански. лошо тоа, изборот на партија навистина ќе ги намали трошоците, ама и не дава. Застана и СДС и ВМРО против тоа. Тоа сакам да кажам, ако тоа стане приоритет во Не, владината тоа програма, не е национален пристап да бараш, например, да се избере во собрание. Тоа не, мислам, не викам за таа работа. Зборувам дека не видов никаков нивен ја не видов ни програма кај нив, ни некоја идеолошка матрица, ни некоја идеја. Ја видов само сликање со Албин Курти и со пратеници на Ведвендосе, само и видов слика со Мицковски каде што дава они порака до нивните гласачи дека ние ќе бидеме на власт и треба бидете со нас. Друга програма, освен неколку начала цели тоа, ама тоа не е програма, тоа може да се земе од сегде, да се стават неколку работи, начин како. Ја сакам да знам како ќе ги имплементираш овие работи ти со таква партија како што е ВМРО. Прво е националистички десничарска партија и втора има 59 пратеници. Со што ти ќе ги условуваш? 58. До 58. Многу окей. Многу е, да. Со една знам или една левица ти креират влада. Како ти нив ќе ги условуваш? Каква да не зборувам Со излегување. тоа, ама тоа е Ама дошле за да бидат внатре, не глатаме да излезат. Не, они не дошле Да се борат за да... Апсолутно. Цело Добро. време викат да падне, ајде да дојдеме ние. Да. Добар шлагот ми дадовте за програмите. Тогаш главната задача што предстои сега најмногу паѓа на ВМРО ДПМН како носител на реформите, бидејќи ветија како прво борба со криминалот и корупцијата и тоа им беше алфа и омега во кампањата. Кога ќе почнат, како и за колку време ќе се справат со корупција? Па, ако се види дека корупцијата е ендемска кај нас од 92 година, ја не знам дека има некое магично решение за таа работа. Добро е да функционира. Очекуваме веднаш тоа да се случи некако. А не, веднаш нема да се случи. Ако има некои такви илузии, од што тоа било во кампања кажано, и ако имате вие некои илузија дека тоа ќе се случи, нема да се случи. Тоа треба прво Ја лично немам, но прво власта, реалната власт од партијата треба да се пресели кај институциите. А ние до сега таков трансфер не сме видели ни кај ДУИ, ни кај СДС. Партијата е власт, власта е партијата. Ние имаме сега појаки партии него што имаме појаки институции. И по капитал, и по ресурси, и по све. Видиш какви седишта имаат они и какви институции имаме ние. Мислам, тоа покажува многу за каква култура ние до сега сме имале. Тоа е друго прашање. Ако немаме реална моќ на институциите, независна избирање на суди или функционери, каде што е втор, трет ешелон, некако да има некоја независна комисија што ги бира нив, па судството да биде не по телефон, да не се измислуваат противници, да има реални пресуди, тогаш можеме да ги видиме ефектите за неколку години, после 4-5 години, да имаме некој резултат. Тоа е исто како во економија, да кажеш ти сега дојдов на власт ја и од утре ќе имаме економски раст од 10%. Не иде тоа така? Добро и економијата е важна. Значи, тоа сакам да кажам. Ти за да можеш да видиш ефект во реални работни места, треба да имаш раст на GDP, bruto домашен производ, од 4 години по 8 до 10%. Ќе имаме ли така? Па не знам, ќе видиме. Дај ќе имаме. Бидејќи делот довербата што граѓаните им ја дават на секоја нова власт, вклучително и на ВМРО ДПМН, не беше само корупцијата, и економските очекувања за подобрување на стандардите на живот. Јас сакам да имаме, ама на пример тоа треба време ли више. Тоа треба некоја партија да каже дека народе мој, јас ќе ги изгубам изборите после 4 години, ама да знаете дека овие ќе бидат болни реформи. Што ќе ги спроведувам ја од ние викаме demand driven, од побарувачка па се до образование по цел тој зинџер на вредности, за да можам да имам функционална држава.
Сега, дали таква партија има, ја не верувам. Чекайте, сега вие сте економист. Добро. Имате ли впечаток од економската програма на ВМРО да помане како ќе се развиваме и од каде ќе добиваат тие средства? Печаток, да, имам секако, пошто ги почитав и двете, и на СДС и на ВМРО. ВМРО се фокусира само на приватен сектор и таму имаат наведено 2 или 3 сектори, меѓу другото е ИТК, индустријата и борба со сивата економија и предприемништво како концепт за развој. Социјалдемократите или СДС сака да можат да им дадат помалце пари, се вртеа или се движеа по хоризонтална на сите маргинализирани групи кои што се вулнерабилни по дефиниција, социјалци, пензионери, студенти и така натаму, им даваа помалце пари на сите. Во сиромашна држава ти не можеш да им го подигнеш нивниот стандард со некоја инкрементална помош од 5% или 3%. Тука треба да има голем рез, јака држава, многу богата држава, да им даде многу поише пари на пензионерите, многу поише пари, за да има ефект таа помош. Значи тој концепт пропадна. Тој концепт не, во сиромашна држава не функционира. Затоа и можеби и не успеа. И затоа не успеа. Сега ВМРО вика дека ќе се фокусирам на приватниот сектор. И преку приватниот сектор ќе го постигнам тоа што сакам да го постигнам во концепт на GDP развој, бруто домашен производ, креирање на работни позиции, ќе имаме поголемо извозно ориентирани компании од Македонија, предприемништво. Сега не е само работата во документ. Вие памтите Никола Груевски како дојде, со 1000 чекори или како беа тие. Имплементацијата катастрофа. Зашто, како? Мислам, тоа е цела емисија. Сега они немаат лоша програма економска. Ама ако вие цело време Македонија е наша, ќе вратиме Македонија, правите тензии меѓуетнички, имате проблем да ти премине од економска агенда во политички проблем. Да се занимаваме со и правиш порив кај дел од родени граѓани да не ти ја почитуваат и да не ти имплементираат, и не те реализираат таа програма што ти ја предвидуваш. Мислам дека тоа му е погрешен чекор. Ние треба навистина сега економски да се, пошто имаме инфлација, цековни шокови, таа коштничка на таа базична некоја стигнаа до 500-4.000 денара да може да преживее една фамилија. Станува многу скапо да живееме во Македонија и сега ако една генерација изгуби време со Никола Груевски се консумира за тоа што тие процеси не беа не се реформира да може да влеземе во НАТО и Европска Унија, да не испадне уште една генерација да не избегне и тие млади што останаа во Македонија. Економската унија како таргет за кој што многу се залагаше Социјалдемократскиот сојуз јавно причината беше и економските параметри за да доживееме некакви прилив на пари, да не е само Брисел како политичка опција каде што нашите политичари би оделе да седат на маса со другите од Европската унија, но ќе секне ли сега тоа? Ќе продолжи ли Европа да дава пари, фондови, ќе продолжи оваа влада да се ослонува на ЕУ или политичкиот дефетизам кон ЕУ може да придонесе да бараме средства од други места. Или имаме доволно внатрешна сила за економски развој од Не, ја можам да ги вреднувам само тоа што зборуваат они. Не знам како ќе постапат. Од што гледам, од што слушам, мислам дека немаат јасна економска перспектива, реформска, економска и евроинтеграцијска перспектива. Оние ако викаат дека ние ќе чекаме да се подобри животниот стандард, па ќе ги убедуваме нашите партнери од Европска Унија да можат да имаат по-добар однос, тоа треба време. Најблаго граѓанот ти треба 2 мандата за да можеш да го осети граѓанинот тој животен стандард, за да ти можеш да убедиш некого дека ти можеш и сам. Сега, ние без Европска Унија, без структурни фондови, без помош од таму, било тоа регулаторен помош, таа некоја трета рака која што не наблюдува и ни кажува тука се сгрешиле, тука е добро, ние не сме покажале, не сме дали примери дека можеме сами да одиме. Посебно во една ваква фрагилна демократија со ваков диверситет, ние покажаме дека не знаеме сами да се справиме со тие стратешки проблеми. Се прво го немаш тој регулатор, затоа што викаш дека сам ќе можеш да го направиш тоа. Второ, немаш фондови. Ќе секнат фондовите. Трето, нема да имаш подршка од
европски партии ќе те иземат од тие некои билатерални средби, ќе се фокусираат. Ти ја губиш више таа компаративна предност што си ја имал со Косово, со Албанија, со Србија, ако си ја имал од 2004 година наваму. А БРИКС? Добро, ако има такви агенди, БРИКС е многу далеко за Македонија. Македонија е на Балканот, во срцето на Европа и секаква друга унија, со секакви вакви небулози или унии од кои, мислам, каде е Бразил, каде е Македонија. Нити имаме трговски размена, нити имаме трговска размена ние со Бразил и со Кина. Граѓаните гледаат многу горе во Србија и гледаат дека Вучич тоа го прави со кинези. Ама ни Вучич не. Вучич само политичка поддршка има од Русија. Нема некој вид на Кина. Ама тоа се само пари ставени во система. Нема, тоа не е не заживува економијата. Значи не произведува економијата. Ти ако имаш компании кои што се зависни од трговска размена со Русија или со Кина, разбирам тогаш, да, тоа се како ама друга да дојдат кинезите да ти земат фабрика. Да земат фабрики како што ние имаме сега со економските зони. Ти имаш економска зона која што направил острово во Македонија, он извезува и увезува репроматеријали од надвор и извезува, само ти го подобрува билансот на плаќања. Ништо друго немаш. И вработување се 5-6. Се таму имаш автоматизирани процеси. Таму за 5-6 луѓе ние плаќаме, сега не зборувам, ајде да не претераме, за премногу мал број на вработувања, ние плаќаме премногу голема цена. Да беа тие компании врзани со македонски компании тука. Тоа не е, се уште не е. Тогаш викаме тогаш има логика да не компатибилни се нашите. Така да и таа економија што викаме ние со БРИКС и некоја друга унија, ние немаме тука 30 години, ние нас најголем трговски партнер, ние Германија, ние Италија, ние се држави од Западен Балкан, на западот има некакви врски со Албанија. Немаме друг стратешки, ни економски, ни стратешки план. Значи 2030 ни е далеку за остварување као членство. Да ви кажам право, со овие говори на Мицковски, се плашам дека далеко ни е. Се плашам дека ни е далеко. Освен ако нема некој друг пристап во имплементација на неговата политика. Ама до сега, тоа што сум слушнал ја, пак ви велам, јас можам да кажам од тоа што го слушам. Не од тоа што тек престои, ќе му дадеме карт де бранш. Да биде малку цинчен. Wild card. Да им пројде мерако да преговара. Не, ќе им дадеме wild card од 100 дена, со кого да направи глас. 100 дена да видиме повеќе, ќе им дадеме повеќе. Да видиме каква EU политика ќе водат. После тоа за економија ќе разговараме, ќе бидеме тука ние да ги критикуваме ако има, но некоја јасна европска перспектива, она ќе дознаеме одмah кога ќе се направи власта. Дали навистина ќе ни кажат дека Европска унија ни е единствен партнер или ќе правиме авантури кои што ќе не чинат како нација, како држава многу, ако идеме во некои други алијанси кои што за мене се неприродни и за македонскиот народ и за албанскиот народ. Мистер Адеми, благодарам на ова истрпна и прецизна анализа и од политички и од економски аспект. Фала ви многу и за... Благодарам. Тоа беше господинот Мистер Адеми. Продолжуваме понатаму со програмата. Ако остане уште нешто да го кажам, ако не да одјавиме емисијата.